Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, и во наредните 90 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. После 3 месеци и неколку дена, официјален почеток на новата YouTube сезона 2025-2026 година на емисијата во Центар. Нешто реновиравме, можете да видите позади мене, чекаме некоја нова опрема, ќе видиме кога ќе стигне, некои дополнителни промени тука во студиото треба да бидат направени, се надам дека тоа ќе биде на уште повисоко ниво. Вечер имаме гостин кој сигурно ќе го задржи вашето внимание. Една од темите на емисијата кои се фракциите или кои се лобите групи кои сакат смена на Венко Филипче, ќе биде формирана влада на ВМРО-ДПМН или на СДСМ, што се случи во ВМРО-ДПМН, каде или во кој правец оди Република Македонија, останете со нас, некаде 90 на минути, сигурно нема да зажалите. 3 месеци правевме пауза и ќе заборев да ви кажам, стисните лайк, стисните subscribe, бидете сабскрајбери или членови на емисијата во Центар, тоа е сосема бесплатно и ќе можете благовремено и навреме да ги добивате сите информации поврзани со емисијата во Центар. Ви благодарам однапред. Добро вечер, Љубомир Фрчковски. Добро вечер. Завршивме со Фрчковски, ја почнуваме сезоната нова со Втор Фрчковски. Нема дерман од вас Фрчковски. Да. Династија. Да. Добро. Кој победи на локалните избори? Еве пред една недела вториот круг заврши на локални избори. Кој според вас победи на локални избори, бидејќи еве и СДСМ се среќни, задоволни, постигнале добар резултат, стабилизирале партијата и помалку се намалиле во споредба со ВМРО-ДПМН? Па види сега, тука е важно, она за мене што беше важно беше да оваа популистичка, националистичка и ужасна политика на ВМРО претрпи некаков прва лузна. Тоа беше нивниот пат од 140.000 гласа, тоа е важно. Иначе они победија со 50 и колку и 9 општини, тука нема никаква дилема, тоа е landslide победа. Она што е проблем кај таква партија е што она не знае што прави со тоа, осем да речеме да го троши буџетот на општините и главниот буџет. Тоа е како кога мечка ќе влезе во голема мечка во куќа во село, голема за тој простор јаде, превртува, тегли. Нема пари во држава, нема проекти, нема политика, која треба сега таа енергија и сила на партијата која доминира да ја искористи во проекти, да ја извлече земјата. И она компулзивно ја руши куќата однатре. Тоа го прави фактички ВМРО сега. Единствена опција. Големата мечка. Големата мечка, унутра силна мечка, која има и нели национални, локална мок, не знаеш да прави со тоа, осем да го троши буџетот. Буџетот и унгарски кредит 250 милиона, кој е спукан веќе кредит, значи доложат они веќе 2 рати да се. И единствена опција што ќе остане, што е прилично авторитарен завршеток секогаш на тие приказни, е да го сруши, да се обиде да го сруши обвинителството и судството, да ја земе таа вилица, таа вампирска вилица, да куќето да ја стави, почне да гризе. Сега може да руши, али гризењето е без обвинителството и судството не им функционира до крај. Они ќе се насочат на тоа и динамиката на прогон е единствена политика која им останува во вакво скапување, во ваква еутаназија во која Македонија доведува. Освен обвинителство судство, они и МВР беше бастион на ВМРО. Ние гледаме 16 месеци дека Министерството за внатрешни работи тие не може да го контролира, значи тие нивни лоби групи или таа неконтрола, нема ни еден човек, не знам, од типот на Сашо Мјалков кој може тоа да го контролира, да ги држи под некоја контрола, страф и така натаму, не функционираше. Панче Тошковски дали останал на чело на МВР, дали отишол во Министерство за правда, тотално небитно се покажа, можеби најслаб ВМРО-ски министер за внатрешни работи изминатите 33-34 години. Не можам да го проценам до крај, они прават удар во ВМРО во една партиска милиција, да многу лошо, образованието кај ВМРО целосно го партизира, што е исто така лошо, пеат химни на место на државата, заветна пеат на влезот на нови полицајци. Мислам, гревата е тоа во основа што и прават на државата. Меѓутоа, тоа е тоа што они единствено може да го прават. И тоа е колапс сериозен. Ако е тоа, да го цитирам, примерот сонот на македонецот кој они го реализираат, он го збркал зборот сон со кома. Ова е практично еутаназиска кома. И тука е нормално резултатот, тоа е извештајчето.
Извештајчето е резултат на тоа во кој они практично гледа како се однесуваат кој една кручна операција која треба земјата да ја влече напред. Тоа е Европска унија. Они го третираат тоа како извештајче кое не се базира на нас, не ни интересира нас воопшто. Ние сме ориентирани кон натре, кон што сте натре ориентирани. Луѓе, нема што да се ориентира натре повеќе. Све изедовте, све е празно. И практично тоа статус кво на скапување е ужасно. Ужасен резултат кај партијата. Тоа е еден елемент. Таа партија има две основи. Едно е омразата кон надворешниот свет, кон предавниците, тој нив вокабулар, кон враќање на некакво под наводници достоинство, всушност една празен збор. И трето и второ функционира како племенска организација. Своите ги брани единствено, не може да разбере дека владејќи држава треба сите да имаат некаков бенефит од вашата власт, не само вашите, како вие водите Македонија, вие не водите ВМРО. Во таа смисла се апсолутно под нивото на историските задачи. Сега каква штета ќе направи таа мечка и силна во државата ќе видиме. Гледате, Кочани, например, 63-64 жртви, една пресија да се добие Кочани, па дури нели победата во Кочани Мицкоски ја поистовети со тоа дали тој бил или не бил во право. Ке ми судите после локалните избори во Кочани, нели, ако се добие, гледате, начинот на кој се партиципира или се доживува власта ке ниф е, ако народот излезе и ме гласа, тоа значи дека сум исправен, дека не сум виновен, дека сум невини, дека сум добил легитимитет. За сите обвинувања што ми ги упатувате, вие немате легитимитет, бидејќи народот гласал во Кочани за мене. Една пресија во наводници, едно силување, да речеме, на еден град. Да, и они навистина победија во Кочани. Тоа е во основа националистички популизам, тоа е секојаш карактеристика, тоа е катарзата преку изборите кој треба да го испере. Тоа не се случува, историјата ве суди. Извештајот нивен за ЕУ е полош извештаите на Груевска, владата на време на Груевски. Таа катастрофа они не може да ја избришат. И ова извештај, оној што беше на Европскиот парламент во текот на летото, нели, додека правевме пауза со емисијата во центар, каде што првпат, освен српски свет, се споменуват и досиејата, нели, тоа е внесено едно прашање досиеја, на кој инсистираше Бугарија или бугарската страна, нели, сакајќи да докаже дека ние сме титовска, коминтерновска творба, дека сме творба на УДБА и дека кога ќе се отворат тие досиеја, генерално, всушност ќе се види на кои основи, на кои темели е направена македонска држава и македонската нација. Сега прв пат им се јавува во извештај на Европскиот парламент, кај што тие сакаат да поентират со нов, со стар македонски јазик, па нели сами испровоцира една таква дебата, им се отвори две прашања, српски свет и досиеја отварање. Да, темата на српскиот свет нема проблем со оваа влада. Тој ќе пројде како ножниц путер во оваа констелација, бидејќи оваа структура на ВМРО е практично просрпска структура, во основа е идеолошки провучичевска, оперативно исто таква и орбановска, како сакаш. На надворешната политика ние не сме поминале низ такво искуство на колапси, на понижувања. Гласањата во Обединетите нации, мислам, го гледате нешто како некаква мала, грозна структура, полоша од Јужна Африка на времето на апархеид. Ние никогаш не сме гласале против правото на палестинците за самоопределување. Тоа ние сме го користеле тоа право. Друг народ да му го одредиш само затоа што ја држиш, нели, пењарот на САД, оваа констелација на САД и на Израел. Или Словенија, со која сме биле у иста држава, значи таму тоа палестинско прашање издигнато на ниво на слободарски начин на размислување, значи на од една страна, вие може да не се слагате со оперативните опции како да тоа да се дојде, но да одречете право на народот на самоопределување, никогаш тоа не од бивша Југославија, ни од современа Македонија не се случило. Или да гласате... на пресконференција, кога е во наводници наместен со Реџеп Тајип Ердоган, кој имат заедничка Мицкоски и Реџеп Тајип Ердоган, тие всушност правото во Газа, правото на палестинците да го потврдат пред Реџеп. Значи тоа е една конфузија. Да, една општа конфузија со која ќе седнеш како менува. Но исто така, ние никогаш не сме биле за одржување на ембаргото кон Куба. Тука сме биле различни од американците и од израелците секогаш. Они имаа разбирање за тоа. Ние гласаме против тоа, за симнување на тоа ембарго.
Ова прв пат оваа година ние гласаме заедно со нив за одржување барем 5 држави во светот и ние. Бевме најдобра држава меѓу делот на човекови права, малцински права, сега сме на последната дупка на таа линија и не гледаат како чудо. Министерот пропушти да влезе Македонија во историја со така наречениот папир да има со наслов Ohrid Policy Paper. Мислите дека причината за тие 140.000 гласа помалку на тоа се должи, на тоа се темели, дека тоа се некои елементи. Не, јас зборувам за оваа општа проценка. Народот или дека тука стана збор за нешто посуштински да речеме. Прво, може би изневерени очекување. Гледате, ние имаме 3 влади ред по ред, односно и четврта, Бранко Царенковски 15 септември, која доаѓа на бранот на одредени очекувања, нешто да направи и како доаѓаат разочарувањата, така политичките партии тешко се созема, тешко се опоруваат од тоа. Ова е последното разочарување. Дојде на два принципи. Прво, да се спречи или да се ослободи Македонија од окупацијата на албанците на Дуи, да навистина Дуи не е власно. Чувството дека влен вреди владе со Македонија и денес е присутно. Не може во чар да се направи ништо, излегува Даниела Арсовска, претходната градоначалничка влада, тамо 120-130 дивоградби, никој не реагира. Мислам дека ќе влезе тој процес на легализација на тие дивоградби. Отприлика нема што и цела Македонија ќе направи едно легализирано урбанистичко потемкивно село и на крај ќе се постави прашањето, па чекај, што се тие плацови на водна на Никогорски кога вие сте легализирале све што е дивоградба во Македонија? Значи едноставно станат апсурдни сите. Мислам дека до апсурд ги носат сите процеси. Ги носат во апсурд, се покриваат со гласањето кое е во политиката, знаете, тоа ви дава генерален легитимитет. Меѓутоа, за се друго, вие водите политика и носите персонална одговорност. Значи, како ја водите надворешната политика, не може да го прашате народот секој ден кој потез го правите. Вие мора да понесете одговорност и мора да имате план. Они сега човече немаат план. Независно од гласањето, велам независно од силата, нема никаков план за како ја водат државата на внатрешен и надворешен план. Никаков. 63 жртви, било кое гласање не може да ги врати во кочани. Тама нема политичка, нема морална, нема полициска, нема криви, добро, има кривична, но на пониско ниво. Испаѓа дека 2012 година е направена грешката која се случила 2021 година, мислам, кога ќе видиме структурата на апсење. Во еден момент дури се претвори во антиалбанска хистерија, кај што албанците се виновни за трагедијата која се случи во Кочани, па министер за економија албанец, па не знам ако функционира албанец. Значи, леговме во еден процес кој јас мислам дека може да излезе во еден момент надвор од контрола, фала Богу, тука нели остана. Сега е многу чудно е тоа што екзит стратегијата од такво назадување. Иначе има ситуации во кои државите упаѓаат во процес не на статус-кво, туку на назадување. И тие трајат по 50 години традиционалистички, популистички назадувања. Сега, екзитот од тоа. Практично, изборните резултати не можат да ви помогнат на краток рок. Вас ви треба структура на судир со таа политички судир со таа политика која треба да ја водат делумно партиите, ма делумно цивилното општество, делумно слободните медиуми. Негде имате, ако имате демократија, воопшто ако не е тоа сосема исушен простор, ако пропастат просторот целосно, мора да имате точки кои служат меморијата демократска ја држат и меморијата дека е возможна друга Македонија, поинаква Македонија, еманципирана Македонија, држат жива. Дури и како оганче, како жар, ја држат жива. Инаке судирот со ова е невозможен. Нашиве зборувања и се исто така елемент на тоа држување на тој жар. Инаку ние сме во ситуација на назадување кој е страшно. Се водеше на крајот на мандатот на Никола Груевски фронт и војна против Сорос структурата. Таа Сорос структура и војна има и во Унгарија, војна има во Америка и на некој начин е маргинализирана. Се враќа сега на овие избори за градоначалник во Њујорк, една убедлива победа на нивниот кандидат. Но без пари НУС, а јас никогаш не сум конкурирал за пари на Сорос или на УСАИД, така што можам да дебатирам отворено на таа тема, сум ги сметал штетни за Република Македонија. Сум сметал дека ние треба да најме сами начин како да излеземе на пазар, како на тој пазар да можеме да функционираме, да делуваме, да обстоиме и така натаму и така натаму. Еден дел на таа што ја нарекувате поинаква Македонија не знае сама да се бори, не знае да излезе на пазар, не знае да се изфинансира, да може да има одржлив проект.
Кога секнаа парите на Сорос, се секнаа парите на УСАИД, испадна дека нема критична маса која е формирана во македонскиот, по наводници, различен елемент од ВМРО ДПМН, кој може да му се спротистави на ВМРО ДПМН. Во еден дел си сосема точен во тоа и моје мислење е такво. Тури имаше критики дека еден дел се практично бирократизира на една NGO ситуација која е добро и што се распадна. Меѓутоа, ја не мислам секогаш така, можеби сме субјективни, ние, пошто сме живееле со тие луѓе и заедно сме работеле со нив. Тој дел е сепак слободарски дел, тој не е токсичен дел на оваа држава, тој не може да ве упропасти. Дури да греши, дури да е неспособен во еден дел, тој не може да ве упропасти. Проблемот е онаму кој што ќе држат линиите на моките, кои практично ве ставаат во позиција на подчинетост и на вон граѓански статус. Оттаму, тоа е точно дека NGO секторот мора да биде жилав и да се обиде да се снајде сам, но е многу тешко тоа се направи. Не е лесно тоа, апсолутно херои се тие што го прават тоа, што успеваат да се соживеат, таков респект мора да имаат и не е лошо да им се помогне. Не е лошо да им се помогне, ова што ние зборуваме со тоа што се изложуваме на некој начин, е тој помош на таа либерална структура успева да живее, независно дали е сега партијата и во каква состојба е партијата, али мора да живее таа структура. Да видиме од каде пари ќе најдеме, од каде тие баблс, тие меури на слободарство можеме да ги формираме, за да може да се живее. Практично не можеш да живееш, не можеш да збориш. Културата е на многу ниско ниво. Македонците се, внимавај, она што превладува сега е она испитување на јавното мнение кон тоа какви се македонците во основа. Исклучително хомофобичен, исклучително ксенофобичен народ, исклучително религиозен, склон да верува на на конспиративни теории. И се ти во таква ситуација, плюс културолошки подјаден од српската турбо сцена, и се ти во таква ситуација која доминира, треба да преживееш, што е неверојатно тешка ситуација. Тоа пред 2 години прв пат кажано на предавање на правниот факултет тука во Скопје. Прв пат е спомнат српскиот свет и дека всушност руското канцерогено влијание во Македонија не се спроведува од руски инсталации од Москва, тука спроведува во најголем дел преку српски портали, српски медиуми, така натаму и така натаму. Ние не најдовме начин како да се спротиставиме, ефективен, ефикасен начин како да се спротиставиме. Знаете, професоре, се обидам sad да влеземе во суштината. Имате две групации, имате мејнстрим медиуми, телевизии, национални и така натаму, кои се под контрола на олигархија, на тајни служби, многу поблиски секој тоа ВМРО ДПМН колку до СДС на последните 15-20 години, и ги имате социјалните мрежи. На социјалните мрежи очигледно ви доминират руски, кинески елементи. И тие ги прават Брекзит во Велика Британија, прават проблеми во овие западноевропски држави, поддржуваат одредени популистички, не знам, левичарски, но во основа популистички движења. И кога тоа ќе освоите на македонски терен, значи на една страна имате телевизии кои се контролираат од олигархијата и од тајните служби, на друг крак, на друга страна имате овие социјални мрежи кои се проруски, под контрола на проруски. Како може слободарска идеја да се протни во? Така е, прашањето е легитимно, али е херојско истовремено. Сега не можам да дискутирам како може. Едноставно имам императив дека мора во основа и дека некој магеб се начин некој пат и во ситуација кога немате никаква надежка, што беше во американскиот свет претходно, пред овие избори, пред овој така наречен плав талас, и одеднаш се случува преврат, одеднаш се случува задоволување токсично на оваа групација која доминира и полека добивате впечаток дека е доста. И сега тука мора да има политички актер кој ќе ја преземе алтернативата. Не може да се случи тоа само од себе, бидејќи ако се случи само себе се растура во мали делови. Мора да има политички актер и политичка елита која го презема делот во незиниот бизнис, во делот на политиката, која ни овозможува како зид слобода да можеме да разработиме некоја друга слобода во цивилниот сектор и некои пари да повлечеме према нас кои може да создадат некаква слободарска пракса која тешко се руши после, и така одиме чекор по чекор. Чекор по чекор во некаква политичка традиција и култура која не може после лесно да се реши како што они го прават. Видите како викате, ние сме 5 држави кои сме гласале за одредени санкции. Куба сме гласале така за Палестина и така натаму. Тој рече да, но ние сме со најсилната суперсила во светот, тоа се Соединетите американски држави.
ние сме на вистинската страна. Секој што излезе изминатите 12 месеци нешто критички да каже кон политиката на Доналд Трамп, пред 6 месеци имаше хајки, кампањи, кои што велеа, вие сакате да не скарате со нашиот стратешки партнер, нели? Влегува во еден филм во кој се влези 98-99 година пред НАТО бомбардирањето, дека СДСМ е анти Америка, политичка структура, ВМРО ДПМН е единствена, нели, на исправен пат и на страна на стратешкиот партнер. Така што се извртеа, се сврти пирамидата. Всушност има една линија која можеш да ја следиш, која е поточна од оваа. А тоа е дека они прават инстинктивен cherry picking, односно го земаат авторитарниот субстрат од америчката политика и од руската политика, и од српската политика и од унгарската политика. Она со кој они се поистоветуваат е авторитарниот синдром, недемократскиот синдром, односно либералниот синдром, ударот на човекови права во сите политики од тие три. Значи не со целиот дел на американскиот корпус, него со најтврдиот условно да кажам, владење на право корпус во американската политика. Тоа се допаѓа и антиимигрантскиот дел, ксенофобичниот дел. Исто кај русите исто така. Тоа не е споиво, во надворешната политика тоа се спротивставени линии, али кај нашиве на еден чуден начин го абсорбираат тој токсичен елемент во сите 3-4 политики и со тоа се поистоветуваат тие. Значи, они можат и со Русија се поистоветат во исто во еден дел, може да се поистоветат со Орбан, например, исто во еден дел, преку Орбан со Русија, со Вучич, најпопуларен политичар. На дневна основа. Со Ердоган. Значи, во тој дел, кај тие политики, они го препознава. Ама и го стимулира во изминатите 15 години, до пред некоја година и самите американци, изминатите 20 години, како велеа, стабилност пред демократија. И велеа, навистина се авторитарни овие режими, но се прозападни. И ни ветуваат стабилност геополитичка, но на сметка на демократијата на човекови права. И тоа почнува да се менува, и тоа почнува да им прави проблеми веќе на сам. Во Америка им се врати. Суштествен проблем кај нас. Тие не можат да испорачаат стабилност. Затоа што ние сме мултикултурна држава. Нашата проруска политика не дели внатре директно. Нас ги дистанцира албанците, и тоа ги дистанцира на начин што нема потреба они да се караат со нас или војна да имаат. Они едноставно регионално се ориентираат кон групацијата Косово-Албанија и полека со Скопје помалку и повеќе немаат врска. Работат со Приштина, тоа е све слободно, тоа е све отворено, со Тирана, со Драч и преку Дебар Скопје доаѓаат, не да Боже, кој треба државна болница. Тука нема, овие очекуваат да имаат второ полувреме со албанците. Тоа очекуваат. А оние албанци на теренот нема да има за второ полувреме. Че си отидат, че рече играјте сами, поделете на мали голчиња, играјте си сами македонци. Тоа е очекувањата. Дека на овие избори, освен што е пензиониран Али Ахмети, е расчистено со политиката на Еди Рама, кој преку Али Ахмети сакал да се наметни тука во Македонија. Нели, Тиранската платформа е 2017 година, па 27 април, и сега и со Еди Рама, значи и со Али Ахмети, и со Еди Рама, значи тие на купче сите албанци ги имаат. Еди Рама е за нив академик во политиката, тука што може да каже, он има еден став, последниот нека го земат став, ќе направиме се. Вика да седнеме равноправно на масата на ЕО. Тоа е политика која Мицковски треба да ја подели исто така заедно со сите политичари во Македонија. Да направиме се да седнеме на равноправна маса на политика на ЕУ. Таа политика ја дава внатрешната стабилност, таа политика потоа создава пари за нас, бидејќи секој поглавје од процесот на европска интеграција е 800 до милиарда евра грант, тови во проекти, не кредити. 400 милиона гранта, значи он го отвара, тоа се пари. Ја не разбирам како овој човек може на македонците од уста да им земе толку пари. И тоа да го проиде онака, као ние се бориме за вас, вие не сваќате дека се бориме за реализација на вашиот сон, а ви земаме милиарда евра овој момент од вашите пари кои треба ги поделите со вашите деца, школа, од улица. Проблемот е што ние не можеме да ги повлечеме, не знаеме да ги повлечеме, бидејќи поради некапацитетност па не само овој претходната, поради некапацитетност на администрација ние не можеме да ги добиеме тие. Они се влада, они би направиле мигрантови помошти така на. Затоа велиме дека се они најнеспособната влада во свет. Затоа што нормална влада би направила агенција при владата, која би правила само проекти и кој би се финансирала од самите проекти, значи не од буџет нужно.
проекти. Тоа би биле експерти во 15 области од земјоделство до култура и тие би ги правеле проектите за партиципиентите од култура и од земјоделство, заедно со нив би конкурирале, би зголемиле зоната на, да речеме, од 15% колку сме користеле порано, а словенците 90%, нека се дигнат до 60-65% на користење на тие пари, тоа се за нас пари. Ние би дигнале уши. Тоа средниот бизнес, нивниот бизнес, они не можат да го хранат нивниот бизнес. Во моментот не. Во моментот не може да го хранат нивниот бизнес. Постојните плаќања се август. Значи на извршени работи август оваа година, значи две месечни рати не се платени за овие пари проекти што ги прават за локални избори од унгарските кредити. Не можат ни самите општини да ги завршат тие проекти бидејќи мора да чекат од буџет средства одобрени. Поврат на ДДВ начин 11% плаќат на големи компании за поврат на ДДВ што не им е навреме исплатено. Ако некому должите 10 милиони, тој ќе добие еден за прек 1 милион евра поврат на ДДВ. Тоа се фантастични број. И тоа се урушува во овој момент. Системот не функционира. Сега го гледаш тој парадокс во овој момент како го доведе тоа од друг аспект до истата ситуација. Имате огромна мечка, имате потполно неспособна мечка да направи храна за себе и ја руши куќата од внатре, тој момент во кој доаѓаме и се чаре. Едниот е колапс на нивните сечивите животни патеки кои вика ова вака не може, ќе пропаднеме едноставно, не можеме да извадиме, да израниме деца, не можеме. Тоа е една работа. И втора работа, ние мора да ги одбраниме во меѓувреме. Какво и да е. Аз знам дека моите колеги зборат, обвинителството било вакво нешто. Во овој момент обвинителството во Македонија е брана, демократска брана на авторитарната власт во целина. Не знам што ќе се случува таму, али обвинителството мора да обстои. Бидејќи тоа е мачот на секоја власт во која прогоните понатака може да ја заменат динамиката на политиката. Немаме политика, али еве овој месец апсиме у Струмица, Заев го апсиме, не знам, кој го апсиме, месец, два месеца со тоа се бави народ. Две можности се. Или ќе одат на систем на предвремени избори, што правеше Никола Груевски, кај што ќе финансира своји групи, кај што ќе финансира своји семејства. Што ќе добијат со своји, ќе добијат истава состојба како сега. Сега. Ќе вртат пари, ќе вртат пари, ко не знаете што да нема пари, ама нема пари да се неверојатна ситуација. Ќе позајмуваат. Значи или ќе апсат, за да апсат им треба судство, им треба обвинителство. Им треба динамика, некоја. Во еден дел им треба, во друг дел им треба и алиби, еве ние правиме се апсиме, ама судството и обвинителството нека да процесира. Да, нешто од тоа. Сакат и таква некоја приказна да може да прави. Сега, јас мислам дека и вие давате идејата за голема влада. И тука една структура блиска на Никола Груевски, излезе и се конфронтираше со вас дека тоа е лоша разврска, бидејќи треба, како велат тие, требаат мицињата, како тие што пишат, треба мицињата да се остават сами да кажа дека се што ветувале минатата година пред македонските граѓани дека не можат да исполнат. Дека со широка или голема влада, дека со широка вие всушност им давате гума за спасување да се спасат од ветувањата кои не може да ги исполнат. Ама сега ќе потонеме ние со нив. Единствено ќе потонеме ние со нив во овој случај, во што станува помалку важно дал ВМРО-ската елита ќе се извади од себе. Јас мислам дека во проценка какви се, во проценка тоа како ќе се развива, стојат две стратегии. Една е оваа која ја води Тричко, например. Дека они имаат диаболичен план за растурење на државата и дека они све што прават, не не прават поради што се неспособни, него поради тоа што имаат план да не држат надвор од тоа и да тоа пропадне во еден дел и да тоа потоа отидат со своите природни историски сојузници. ВМРО-вците се таква групација. Втората варијанта која веројатно е пореална е дека и попростачка и инструментална е дека секоја елита на власт, а посебно ВМРО-ската власт, очекува себе да се збогати. Значи, оваа приказна, оваа елита и треба 2 или години отприлике, тоа е ова што функционира преку, нели, не знам кој му беше тој од Струмица, тој сега новиот Мијалков, кој ги прави сите бизниси негови. Не знам кој е тој, али сега целата приказна е елитава да дојде до едно ниво на богатство кое го смета, што би рекол Љупчо, како средно богат бизнисмен искочен од политика. Иначе, сега како ќе искочат најглупо од политика, без пари.
ја спасил Македонија од дали Македонија, од нели, окупација. горда Македонија, они без пари. Без Значи, пари. они очекуваат таа елита да се збогати. Тоа ќе заврши негде горе-долу со нашиве во оваа беда во која се ногаме ние, тука негде следната година. Потоа се развива операција, како секоја мафија што развива операција, како бизнисот да се легализира, да не гонат сега за ова што сме станале богати, глупо е. Да се обогатиш па сега да те гонат следната едима, да мораш да враќаш. Ситуацијата ќе стане да ги трошат тие да, пари. ќе стане детоксикација. Тогаш на еден чуден начин ќе бараат без причини некаква голема коалиција да се спојат сега со сите мирно да дојде се ова, без лоша крв. Немајте сега ние ова пат ние да мора да се браниме пак со победа, со сила, па да се држиме да не може да не гоните поради тоа. Не, сега некако да разблажиме варијанта и да, као Путин што му рекол, односно Елцин на Путин, ти си сега главен, ама керка ми сега, не мене, керка ми да не гониш после. Се таа приказна ќе настане овој период. Значи, они ќе почнат да размислуваат. Не се они толку силни, оти види да ја растуриш државата. Мора да бидеш способен диаболичен ум. Они не се способни. Они не се способни во таа смисла за ништо. Не може да владеат, човече, апсолутна власт не знае што да прават со тоа, нема проект. А не да ја растура држава. Тоа е малку покомплициран, диаболичен проект. Они не се способни ни за тоа. Тие се најкомотни да имат апсолутна власт, а да се однесат како опозиција, односно да се... Да, они може да мрзат, може да бараат, да окривуваат политичари од пред 5 години. Тоа се што е тоа, човече? Тоа е ситна буранија, не е власно, не е владење. Значи, 2026 година тие дефинитивно ќе се, според вас, ќе се збогатат. Ја мислам дека они ќе се збогатат и ќе почнат после тоа да размислуваат, еве сега како да осменим уставот. Ај сега еве ни дадоа гаранции. Еве сега разлика од... Вие мислите дека они ќе влезат во варијанта на промена на уставот, влегање бугариве, нели, со гаранции, со све, али демек они ги збориле гаранциите, некаков образ ке спасуваат со таа реторика, неважно. И во таа смисла ќе бараат поддршка. Одложено. Ќе бараат поддршка од опозицијата за двутретинско мнозинство, тоа е таа сега влез во една голема коалиција. Дали кровна во собрание или како не знам, не можем да проценам. Не можем да проценам дали ќе биде де факто или ќе биде и де јуре со владина коалиција. Некаква немаш од изгубата тоа. Значи они ќе мора да го легализираат својот бизнис, да го смират, да ја смират топката, да не бидат гонети и да бидат мирни во таа смисла. И тоа е логика на овие елити. До толку они можат да смислат што ќе прават. Други ситуации, како што е распад на држава, исчезнување на Македонија, за тоа треба поспособен диаболичен ум. Тие не се тоа. Не се тоа, независно што на момент личат како такви, не се способни ни за тоа. Ете, тоа ја мислам дека ќе се случи во следниот период и тоа е еден, по моје мислење, скоро хегеловска тајна структура може да ни помогне тоа да создадеме навистина нешто што може да биде добро за државата, а тоа е искуство на формирање големи коалиции, дури и по цена да ги оставиме да се спасат, во таа смисла да не бидат гонети, и они сега нас не гонат, па се овие реперкусии. 2016 Меркел им го нуди тоа. Никола Поповски е министр за надворешна работа, Никола Груевски е лидер на ВМРО. И мислам се уште, не, техничка влада, не е премиер, Емил Димитриев е премиер, на Малта им ја нуди со 4 години мандат. Првите 2 години ВМРО ДПМН да има премиер да ја формира владата, вторите 2 години СДСМ да има премиер да ја формира владата. Имаше такви искуства. Никола Клюсев, вие давате. Зоран Заев првата идеја дава 2021 година, па ја дава 2023 година кога Димитар Ковачевски е на 2021 Зоран Заев. Така што тука е клучно според мене дали тоа ќе се направи по 2 години или по 10 години. Бидејќи сега Александар Вучич, ако го анализираме, тој да сака да се симни од власт не може, бидејќи тие структури кои се формирани станаа толку богати, го чека текст, па кај ќе треба да подела тамо колку 20, а ќе стигне веројатно до 28 милиарди евра, они нема да го остават тој простор. Значи он и да сака сега да прави шурака, не може, бидејќи нема. Србија е богата држава, Србија во економски дел функционира добро под авторитарен режим, има пари. Кинески вложувања има многу, малку руски, али кинески доста, нешто малку и од Европска унија. Ние не сме од таа позиција, ние сме многу посиромашен и по-збутан момент, така да они немаат луксус да издржат 10 години. Ке пропадне, ке експлодира тоа, ке имплодира внатре нивниот дел.
Баш као овој другиот што страда. Така што ни немаат толкав луксус. Они имаат својата политичка елита да ја наранат и потоа да бараат излез низ некакви коалиции, кои независно што знаеме што се случува, сепак ќе ги прифатиме. Ама гледате, го имат. Сепак ќе ги прифатиме. Го имат српскиот морал. Тамо што пре Александар Вучич? Преку службите, преку неговите медиуми, преку тоа што има под контрола, ја пушта приказната дека со Драган Джилас тоа е на дневна основа, дека Драган Джилас всушност партиципира унутре. Да, внатре, дека е поданик, дека Вучич е шефот, а Джилас само спроведа тоа што ќе му каже Вучич. Слично сега тука се наметнува дека делови на опозицијата се под контрола на Мицковски, дека Мицковски дава налог, Мицковски дава наредби, дека тие зависат од Мицковски на во такви услови кога ќе висеват студентски протести, кога ќе висат било кои други протести, тие не можат да се потпрат на некој партиски чадор, бидејќи приказната која е пуштана дека тој партиски чадор на кој тие би се потпреле веќе е под контрола на Вучич или веќе е под контрола на Мицковски. Тоа е добро смислена стратегија, морам да признам. Да, меѓутоа не е таква, Мицковски нема таква контрола. Он имал некаков договор за ненапаѓање со СДСМ на почетокот, можеби, а тој завршил околу август оваа година, така да сега е тоа се две во судир, во основа пари, иако се меки, тоа е друга приказна. 2027 година, според законот, кривичниот закон, измените што се направени, завршува периодот кога ќе може да бидат гонети, 2027 према 2028 година. И двете политички елити го чекат. Груевски екипата, нели, 2020 и Заев екипата 2027 година, застаруваат случаите, нели, нема кривичен прогон. И ние за тоа трпевме сериозни штети и во претходните извештаи, во претходните изјави на Европската комисија, токму поради промените во кривичен законот направени во мандат на Димитар Ковачевски. Сега не знам како тоа ќе се одвива околу мене, ме интересира исто така паралелно со оваа структура, ја би рекол диаболично клептоманска, која не е отворено така, глуми дека го остварува сонот на македонците, а не остварува ништо, ниту може да направи ништо, не може да врати ништо. Напротив, се заглавува во се поглупи и смешни, трагични изјави од председателката па до премиерот или министрите. Меѓутоа, опозицијата преполека расте. И сега тука СДСМ е нормално, и овие локални избори барем покажаа дека таа консолидира негде 20-30 000 гласа плюс во релативни бројки, незиниот пад е помал поради неизлезноста, кога излезноста би била иста, они би имале 20-30 000 плюс гласови, полека се консолидира во таа смисла, можда преполека, можда не може побрзо, не знам, но тој е друг народ. СДСМ сепак организира еден друг малцински дел од македонскиот народ, кој е по-скептичен, по-килав, по-мек, по-интелектуален, окей, они викаат плава крв, нема врска тоа никаква, тоа е исто црвена крв. Меѓутоа, по-мекан, по-граѓански слој, по-васпитан на крајот на криштата, слој кој си дозволува повеќе да ја ровари партијата, да ја доведува во прашање. Во овие од 91 година јас сум сведочил различни екипи, ако не сум бил член на СДСМ. Некои ни се свиџале, некои не се свиџале, некои сме ги третирале како исклучително глупави делови, али никогаш не сме си дозволиле сега да ровариме против партија која ни создава подобра клима во делот на социјалните, условно да кажам, невладини граѓански делови, кај што сме биле послободни да работиме. Едноставно, по таа проста логика функционирате, не по тоа дали ви се симпатични. Овдека, во ова раководство, кое не им се свиѓа, не знам, на ови или на оние, не е важно, они си дозволуваат еден пратеник да ровари, тука сега бивш министер, председателот да ровари, исто така против партијата, нема потреба бившиот. Да функционираат некакви бившиот градоначелник, исто така, од нивната кација да ровари без врска. Се што е понтата на тоа роварење, не ми е јасно. Борба за власт натре. Заменичка генерална секретарка на НАТО е не знам, за неја немам информација, она мислам дека е помирна оваа ситуација. Независни листи во центар во град Скопје. Ги гледам и не ми се јасни што е идејата. Идејата е на лојалност, не мора таа племенско милитантна лојалност кај ВМРО-сите, елементарна лојалност по логика на тоа
да речеме фракцијата, најпросто речено, фракцијата на Заев доминира во овој период во партијата, окей, таа има шанси, може има шанси да се реализира, окей, бидемо дале, понатака ќе видиме што ќе се случува. Легитимно е некакви линии во нормални грански партии да има различни... Се реализираше таа фракција на Заев. 124.000 гласи. Што поише се реализира? Сега да не прашам. Бидејќи мислите дека може да паднат под 124.000 гласи. Добро, вие ако имавте 200.000 гласови на претседателски избори 2009 година, се сметаше дека тоа е долниот праг на СДСМ. Па со Димитар Ковачевски на 154.000 падна, после испаѓа дека овој Димитар Ковачевски е Кисинџер. Ајзенхауер за Венко Филипче би кој падна на 124. Ние мислевме дека Димитар Ковачевски е најниското нешто и си поднесо оставка, се да збориме реално. И во СДСМ, богами, во ВМРО-ДПМ не е прифатен принципот се до Мицковски дека тежок пораз на избори всушност значи веднаш поднесување оставка, бидејќи и ставање на довербата, овде го збирале целото членство на непоштено гласање, меѓутоа ова е тежок пораз на Венко Филипче, а тој не покажува решеност да се повлечи тука. Или врз база на што мислите дека он може да оди напред? Ваква е ситуацијата околу искуствата, не околу симпатиите, кој ве симпатичи, кој не симпатичи. Мицковски помина 4 порази до првата победа. И ги издржа поразите. И тоа драматични порази 2017 до ноги на локални избори. Груевски лидер, тоа што се повлекува. Мицковски шеф на изборен штаб. До нога. Потоа стана 3-4 пораза, растат политичките лидери. Не можеш од една линија. Тоа е работа сударна фракција која не можеш да издржиш. Не е така. Значи 1, 2, 3, 4 шанси ќе добие една политичка фракција, која и да е, ќе добие сега. Тука моето искуство е следно. После тој ниво, која беше тоа, Шекеринска беше шефица на партијата, 120.000 на претседателски избори 2009, само со акција, само со операција... До 260 се качевте после. 240, 260, значи, возможно е 100.000 поради политиката, од една страна кризата, која се акумулира преку една политика која полека расте. Сега е многу важна екипата која ќе ја состави нова. Важна, треба да има и картали тука, не само млади луѓе. И таа линија ќе има шанса уште веројатно на едни-два пара избори ќе има, али многу е важно како ќе се судира. Таа динамика на судир со политиката е важна. Мислите дека во СДСМ треба панорама? Панорама како парадигма. Гледате ВМРО-ДПМ. Сега кога ги слушате ВМРО-ДПМ, настрана сите нели приказни ги кажа делот, што е клучна предност на ВМРО во однос на СДСМ? Никогаш не направила национално предавство, нели тоа е нивната приказна. При тоа го забрават рамковен договор, ако нели тоа е мега предавството што е направено за нив во Република. Генерации и генерации се и родени, и креирани, и дојдени на политичка сцена врз база на фрустрацијата на 2001 година. Во наводници кај што албанците, нели, како што самите ВМРО-вци тоа го доживат, албанците не победили. Ние не сме покажале капацитетност да им се спротиставиме, не ни дале оружје, не сме имали оружје, да сега ги имаме оружје све и сега второ полувреме нели чека па да се реваншираме за 2001 година. При тоа луѓето кои се во таа партија, во наводници доживеани како предавници, тие брутално ги отфрлат. Не е нивни Лјупчо Ѓоргиевски. Избегал Никола Груевски, значи за нив вени сечеле, значи оделе слики нивни носели така дома чувале нивни слики така. Значи тие се им се случува панорама 2004 кај што се конфронтират, криминалот го презима старото раководство, новото раководство оде напред. СДСМ нема своја панорама, нема расчистување. Секој греф на претходното лидерство, на лидершип си го презема новиот лидерство. Ковачевски пропадна, Венко резултат. Ако ВМРО направи дегруевизација, фиктивна или реална, мора ли СДСМ да направи дезаевизација? Знаеш што, ВМРО партијата е базирана врз предавство. Она е создадена во предавство, функционира како предавство на Македонија од почеток. Значи, од моментите на инсистирање на судир со ЈНА, која ќе не доведеше до српска окупација и владење на операцијата Опера во Македонија, па до останување надвор од Обединените нации и изложеност на Милошевиќ, па до формална, не само одбивање на Охридски договор, туку формален предлог за поделба. ВМРО е создадена врз предавство. Независно како групата која го врши предавството е организирана внатре.
Ти се ми кажуваш како е организирана внатре. Дисциплина, лојалност, насилство. Ама тоа е организација на групата која прави предавство, која мафијашка група која прави предавство. СДСМ е друга партија. СДСМ независно сите проблеми. Она ги создава и ги носи сите прашања кои се конститутивни за држава на свој грб. Со помош на другата, со помош на коалиции, све окей, али она некој мора да понесе одговорност. И сега тоа е таква, нема удари внатре во неа. Не е лошо тоа што едно раководство презема некакви, се обидува да го акумулира грешките на другите. Тоа е лошо. Другите се дистанцираат, се обидува да се очистат. Тоа е окей, партија таква, граѓанска партија постои и мислам дека тоа треба да се негува, треба да се поддржи, колку има шанси ќе искористи. Тоа е логични настапи, не се тоа поради удар. После 2-3 изборни циклус, ако се покаже неуспех, нормално руководството се менува. Ама мора да има шанса да ги покаже тие резултати во тој период. Професор, се извинувам, гледате, БСП во Бугарија и ова српска социјалистичка партија на Ивица Дачич, тие владеат во Свилајнац, во Перник, тамо не знам, Малко Трново, Велико Трново, каде влада тие БСП, што се и во тој СДСМ се сведе. 5 села и една општина, освен Кривопаланка, една општина центарна лика, што елитата СДСМска. Ако вие ја претворите партијата таква, а го губите главниот, оние го изгубија главниот град, не влего, кандидатот на СДСМ не влезе во вториот круг, кај Шукова влезе, во Емајлио, Тамар Мециновиќ од Левица. Веќе се поставите прашањето, всушност, вие говорите ко СДСМ да е главната опозициона партија, нас изборите локални во главниот град ни покажа дека Левица е главната опозициона партија. Мицковски најави рекомпонирање во парламентот, што може да се случи. Еден пратеник, не знам да преди у Левица, еден пратеник, теоретски само кажам. Тогаш веќе и приказната почнува да се прави. На Нова демократија ќе се спротистави ПАСОК или СИРИЗА. Тоа е нели дилемата. СДСМ ќе има територијата на ПАСОК, ќе се уруши, ќе пропадне, ќе се формира Левица како СИРИЗА. Не, нема да се случи тоа. Прво, Левица не е СИРИЗА. Левица е понационалистичка партија и позависи од една хиерархиска, па ја бил лекар малку и проблематично структура на владење, која е раководење, која зависи многу од тие квази харизматски линии внатре, не е структура која е партија која има структура. СДСМ е партија која има структура и која има социјално ткиво кое се поврзува со неа и тоа дугачко трае. Не ја подценувајте, она нема да го доживее ПАСОК ситуација, она само полека ќе се дигне. Се уште е 2,5 пати посилна од третата партија, независно за Скопје, како Скопје секогаш било проблематично поради големата оваква промените структура. се случуваат секогаш од главниот град, сега да збориме од урбаните средини. Меѓутоа Скопје секогаш бил, никогаш се не доминирал со Скопје, да се разбере. Се вика Скопје во поморовски град? Па Скопје бил поради Скопје е поинаку структурирано од Лјубљана. Тоа не е граѓанско тело, тука имаш Лисиче, Газибаба, и составот со овие нови згради, новоградби кои се прават. Ѓорче Петров, што прави Чак Норис кој чути Ѓорче Петров, прави што ќе му се каже, таква е структурата на градот, тоа не е во таа смисла, не може да се мери во таа, не е Лјубљана, мислам. Значи, ја не сум сигурен сум дека тоа имало падови, СДСМ имал такви падови и се дигало тоа. Ке видиме како тоа ќе оди, зависи од структурата на луѓето кои ќе продолжат да го владеат. Вашата теза е следна. Има многу лоби групи, така, кои работат против партијата. Тоа значи дека треба да има партијата силен лидер кој ќе може да ги исконтролира тие лоби групи. Мислите дека сегашниот лидер може да ги исконтролира? Еве имаше 16 месеци, 4 месеци самостојно владееше, Конгресот го направија ноември нели минатата година, избран е крај на јуни минатата година. Па имаше еден неуспешен конгрес, бидејќи немаше кворум. Па имаше еден или два неуспешни централни одбори, бидејќи немаше кворум. Опасноста дека партијата ќе заврши како живо блато, каде што ќе има лидер кој избран минатата година со непосредно гласање на цело членство, но не може да бидат функционални останатите органи, тешко да се свикува централен, тешко да се свикува конгрес и така натаму, е најсериозна опасност. Овие лоби групи да не ја преземат партијата, но таа нивна во наводници нелојалност или неприфаќање на политиката на лидерот се претворат во апатија и во нефункционирање на партијата. Да, тоа е опција, ја разбирам која ја кажуваш, меѓутоа таа нема да се случува. Што ќе се случи со фракциите?
Полека како засилува централниот дел, а тоа зависи од структурата на новото председателство. Значи, ако има картали луѓе, ако има структура добра, тоа секогаш зависи од целата екипа. Ја немам сомнеш дека лидерството ќе добие шанса понатака да ја развија партијата, немам во таа си настомнеш. Гледајте како се случува позади, гледајте живото блато околу нив. Знам, гледајте. Знам со покровителство на Бранко предходно, дискретно покровителство на Бранко со финансирање на тој познат бизнесмен кој го финансира и Мицковски, знам, и со познатите византиски дами околу сето тоа, пропадна у блато. Значи, таква ситуација на пропагање ќе функционира во полека издигање на СДСМ, може да по мој вкус е преспоро, меѓутоа може да се случи и повторно. СДСМ бил во такви ситуации и јас сум сигурен дека ќе се дигне полека во таа ситуација. Кога ве читав, не знам дали бевте Либертас или кај бевте со една колумна за голема влада, последната варијанта на голема влада што ја кажавте, значи меѓу редови сватив дека таа голема влада е важна за двете партии, во ВМРО да се спречи колапсот, тој што го најавувате дека може да се случи внатре, кој веќе се обогатиле, а не можат мечката влегла нели во селото или во куќата, а ке СДСМ да се спречи колапсот од немање власт или перспектива на власт во еден подолг временски период. Така што големата влада веројатно е единствен спас, ако можам да ве разберам и за ВМРО и за СДСМ. Не толку за Македонија колку што за ВМРО и за СДСМ. Македонија на трето место, колку што можам да разберам. Добро, меѓутоа може да се преклопат тие работи. Тоа е интересна историска ситуација ако се случи, бидејќи за нас не одговара тоа. Ние немаме идеолошки судири какви што имаат британците меѓу конзервативците и лабористите или американците сега таа подела немаме. Ние имаме други концепти меѓуетничка и идеолошки не. Нас овој дел на конзервативната македонштина, условно да кажам, мора да се ублажи. Треба дури и партијата која се храни од таа македонштина да свати дека таа е токсична, дека е самоуништувачка, самоубиствена ситуација која функционира врз исчезнување македонскиот народ на среден рок. Ние сме мал народ. Ние со таа политика на затвореност, неписменост, одбивност кон све и изолација од Европска Унија полека не напластуваат големите народи кои идат понапред од нас. Од гушкање не мора да ве мрзат. Од гушкање ќе ве задушат, ќе го освојат просторот. Тоа е убиствено за нив, они мора да сватат дека мора да се извлечат од тоа, спасувајќи си го образот. И сега тоа може да биде врска со СДСМ на друга. Во овој момент СДСМ нема што да изгуби. СДСМ би можел да изгуби ако знаат дека на следните избори би победиле во чиста варијанта и сега се компрометираат со голема коалиција. Бидејќи они не мислат дека ќе победат на следните избори, они со голема коалиција немаат што да изгубат, можат само да потикнат еден генерално добар процес за Македонија, во кој генерално тие имаат подобри шанси, бидејќи тоа е нивна политика. Политика на интеграција со Европска Унија, на отварање на Македонија, една похрабра политика, каде што ќе имаме поише пари и се види. Во таква ситуација, каква и да е колапс, заедно со внатре, едноставно се смирува ситуацијата, станува помалку токсична. Добро, професоре. Кој е прашал директно, кој според вас е лидер на ВМРО да помане? Мицковски е нивен лидер. Мораше ли Мицковски да направи процес на дегруевизација? Не ми е тоа јасно, не се бавам, мене ми е, кога го гледам него, тажно тоа што е човекот е самоубендисан и тврдоглав на основа самоубиствена во таа смисла. Сепак ова е, знаеш, разлика од неговиот бизнес, зупчаници, пумпи, механички системи, е малку покомплицирано за владење. Сепак и треба да се има малку поголема реално самодоверба, не реторичка самодоверба, ние го стваруваме сонот на македонците. Нема, тоа не е сериозно, треба да знаеш да владееш. Владењето е полно компромиси и одговорност за државата. Мора сите, сепак уште еднаш, они владеат со Македонија, не со ВМРО-вија. И они мора да бидат одговорни за сите. Мора сите да земеме, знаеш, да се подигнеме малку. Комунистите 44-45 година беа посвесни дека Македонија е комплексна држава и структури, дека треба на еден комплексен начин да се владее, кај што повеќе структури треба да се задоволат и турци, и власи, така е. и срби, и албанци, така натаму. Под број 2 што сакав да ја прашам. Кој е лидер на
Дали ако Мицко мораше да направи дегруевизација, мора Венко да направи дезаевизација? Втор пат ве прашам. Не, затоа што Груевски не е исто Заев, да се разбере, мислам, треба некој тоа јавно да го каже. Заев е историска фигура за Македонија. Мислам, ја тоа можам да го кажам, јас за себе мислам, имам прилично високо мислење и така али Зоки направил нешто на Македонија што завршува голема работа, а тоа е Преспанскиот договор и тоа е прво рушењето на една авторитарна власт е огромен процес, тоа е Пржинскиот договор и се после тоа е една страшна, тешка работа, не го заборавајте. Тоа не можеше да се сруши преку избори. Нон-стоп ги добиваат и крајат изборите. Нон-стоп имате возови, некакви албански, бугарски, не знам какви, не може да се добијат избори. Со меѓународна поддршка, со све пак победуваат после изборите. Значи, тежака операција е рушење на авторитарен режим, што и овде ќе биде проблем ако зацепа, ако го преземат сегашниве и обвинителството и судството и тоа ќе заврши во таа насока. Струмичани не смета дека Зоки што не ме интересира, види, не е тоа проценката моја дал Струмичани мислат. Губил прв круг, мислам, видите, процес на СДСМ не може да се добери до власт, не може да се реформира без процес на дезаевизација. Може да биде најисториска личност, не мислам, може Нано Ружин да го вратите уште еднаш да му прави да му собира потписи за Нобелова награда. Значи СДСМ мора да има процес на дезаевизација, мислам. Не, тоа е твое мислење. Ја мислам дека СДСМ другачие функционира, он може да има и да го вклучи Бранко Црвенковски унутра, не е тоа проблем. Ево го се вклучи старото членство. Значи не е тоа проблем, они другачие функционираат и таа линија на Заев може да биде корисниот дел да остане во неа, не мора да остане тој елемент кој ги нервира нив, а тоа е дека секому ветувал се нешто, па не стварувал, не мора тој дел да биде обележењето. Ова што е негова функција во рамките на владата, тоа станува трајна, белеки македонците. Македонија мора да знае да ги цени тие работи на своите политичари, така сега ги не сака, не ги сака, овој не сакам, оној не сакам. Има работи кои завршил Киро, кои завршил па и Клюсев, па кои завршил Љупчо, на една отварање во економија, една линија завршил, значи на Бранко завршил малку помалку, али добро, еве завршил во една ситуација, водел СДСМ кој што треба, он немал нека посебна одлука битна со која можем да го спојам директно, али еве ја водел СДСМ на еден кохерентен начин. Значи тоа мора да една здрава нација знае да го цени тоа. Проблем со овие што нивната влада ќе остане со кичево запамтена. Тоа е страшно. Сега може овие што не ги сакаат ВМРО-вциве, па да им е кеф, они ќе останат запамтени со кичево. Тоа е трагедија, човече. Они не можат со ништо друго да останат запамтени, ништо не направиле. Највер ќе речат, ама вие со струга ќе останете запамтени. Ние барем го вративме кичево, вие изгубивте струга, нели? Кичево и струга во две различни држави. Ја мислев на трагедијата на Кичево ќе останат запамтени. Со пожарот у Кочани. Пардон. Да, Кочани. Со Кочани мислам. Со пожарот на Кочани запамтени. Све нивно фатени таму со рацете, све. Сите инструменти. Таа влада ќе остане со тоа. Мислам, стварно е непријатно кога Македонија се чувствува со тоа да биде за влада која е најсилна, све контролира, мечката во куќата. Да, имате начело на опозиција. Во него време се случува. Не може тоа да биде не може оправдување да биде за владата, тоа не има све, он има све отворени раце, ги има механизмите, она владе. Не може да, сега нема има српска лоша поговорка за тоа кога нешто ти смета. А кога уствари не можеш тоа, ти имаш све во своји раце, немаш ти, не ти е крив Зоран Заев од пред 5 години. Добро, кои се лоби групи кои го рушат Венко, еве? Кажавте нешто околу кои се лоби групи кои сакаат да го рушат Венко според вас? Нема да додам со имиња, пошто е непријатно, пошто него не знам дали се тоа лоби групи формирани, ама има луѓе кои се обидуваат нешто помекано да. Ја реков еден пратеник. Мислите Оливер Спасовски веројатно? Не зборам ја за тоа. Потоа еден бивши градоначелник кој се занесува, не знам дал го фатиле во Моровци Петре Шилегов или Стеван Богданов. Дал го фатиле со крични прије, па сега го држат нешто збори. Али ме чуди тоа зашто Пендаровски е толку мешетари внатре, нема потреба околу тоа, а мешетари без везе. И зашто се случува друго горе-долу не се тоа организирани лоби групи кои нешто као ќе добијат. Не, али е непријатно бидејќи се слуша внатре и функционира, а лидерот во овој смисол, независно што мислите за него, заслужува поддршка
Екипата заслужува поддршка која сега ќе ја формира, толку може. Втора, трета екипа да формира, после ќе му речат веде. Колку екипи? Нормално е, ќе речат 3 екипи, доста тие. Нешто е нормално тоа, ама тој треба да ги има тие шанси. Не можеш пред тоа да му речеш. Нема зашто. Зашто тој би ги требал да ги има тие шанси? Бучковски ги немаше. Првите изгуби што ги изгуби со 240 и нешто илјади гласови, 220, тоа се 2006 поднесе оставка. Радмила Шекеринска првите избори што ги губи поднесе оставка. Димитар Ковачевски првите избори што ги губи поднесе оставка. Зашо Венко 3 шанси да му дадат, но овие по една. И Шекеринска Бранко ги губи локалните избори 2013 поднесе оставка. Добро, тие, види, историја имаат во СДСМ, тие е многу долга. Немаш да ја споредиш со колку е дојден од надвор во СДСМ. Кога донесите не се да само начело, тогаш еден пораз има. Добро, ама да, кај овој техничката влада, кај Таче исто така, тука има поостра ситуација кон него, кон таа ситуација. Посебно затоа што таа влада на СДСМ имаше една друга шанса која Добро, не искористи, тоа беше таа околу формирање голема коалиција, можеше да се направи нешто. Сема друга историја се направи. Те велат, ние ја исполнивме мисијата, ви ветивме Али Ахмети ќе го пензионираме, ќе го пензионираме Али Ахмети. Кичево го враќаме, во Карпош победивме и ни Груевски не победи, бастионот на Заев Струмица прв круг падна. И што сега? И мисијата ја исполнивме, нели? Мисијата е да се добие гласале, ги исполниле, значи. Мисијата го пензионирале Зоран Заев, ќе го пензионират Али Ахмети. Значи нивната мисија од ВМРО-вска страна Агол кој ги гледа работите, тие исполниле. Тие не ветува Европска унија. Тие веле нема да подклекнеме, и они стварно не подклекнуваат. Види, прошањето кој го поставуваш не е цел, тоа е почеток. Ние освоивме власт, а и сега што ќе правиме? Тоа е вистинското прашање. Освоивте, уште толку е освоите, уште сите 6 им ги даат од СДСМ надале. Што е сега? Понатака што е? Они ги мрзат албанците. Она Даниел Арсовска наоѓа 200 диво градби таму учари, немаат проблем, 5 милиони евра му се дават на градоначалникот. Што е проблем? Купува све, сите долгови ги враќа по кладилници, сите долгови за кеш кредити ги враќа, значи нема проблем. Битно е Али Ахмети е поразен и политички ќе биде пензиониран. Он е поразен, тоа е точно, дали ќе биде пензиониран, не знам. Они имаат, тоа се партии со структури, и тоа е добро што се со структури, независно какви се. Тоа ветува некаква стабилност и плурализација внатре во албанскиот блок, окей е тоа. Они се уште имаат, не заборави, 30% гласови повеќе од Влен на ниво на република. Значи, како и да е поразен, он стои во една политичка структура. Таква стои СДСМ во однос на ВМРО, независно што се овие победници тука. Главната причина е што со победата. Клучно прашање. Што со победата? Ти ако не знаеш со победата што да направиш, тоа ти покажува полоша ситуација него да си катастрофално изгубил и седиш во опозиција. Оти сега, савите очекувања, савите што викаат, галичаниве се кај тебе и ти немаш што да правиш. Што правиш? Си ги тепаш децата, се гониш некого, што правиш у куќа, човече, не знаат да владе, тоа е страшно. Тоа е страшно. И сега, чарето од тоа е некаков излез кој го расправавме претходно, да не повтараме. Нешто мора да се направи околу визлик. Кога гледате на телевизија, се слушате лидери што зборат. Не си викате евој момент види овој Димитар Апасиев говори ко лидер на опозиција. Или овој Амар Мециновиќ говори ко лидер. Во еден момент не си имате, личат помалце на вас, на млади години што се вика и во острината и во вокабуларот и така натаму. Не си имате речено на момент, па вака треба да личи лидер на опозиција. Не, интересно е тоа. Ја не сум против нивниот вокабулар, мислам некој пат е тоа сосема националистички на еден одвратен начин и е хомофобичен исто така на еден одвратен начин, меѓутоа тоа се зборува за либералните концепти со кои суштествено се разликуваат. Но интересна е опозиционата карта, но немајте дилема тука, СДСМ е главна опозициона партија и ќе остане до тоа. Добро, зошто странците, уште неколку прашања, зошто странците така благонаклонно, така меко играат кон Христијан Мицкоски? Имате ли некој логичен одговор? Не е тоа точно. Прво, нема странец во историја на Македонија кој во лице му рекол дека македонскиот идентитет е пинчор идентитет. Тоа шегата со него и ставање на последно место и нетретирање сериозно
Од друга страна, тој го чувствува тоа и одеднаш создава некој одбивна сигурно вашето извештајче, вели, нема извештај кој не здробил. Извештај кој не здробил. Туку извештајче станува се тоа. Така да тој одиум и понижување на Македонија на меѓународен план е стравично и срамно. И тоа не знам како не разбираат, загледани сами во себе и во своите локални лидери и општини, не сваќаат што ја направија на македонската држава. Една мала држава која беше феноменална, која функционира во рамките со правила, која е предводник на Западен Балкан, со која паралелно разговараат како со лидери големи сили, кои ја третираат сериозно како пример, чии договори извезуваат како модели во Косово, Босна, се третираат како последна рупа на света. 2023 година во Охрид Александар Вучич и Албин Курти се среќаваат за да се направи договор за Косово, кој тие го нарекува во Брисел Охридски, значи не нашиот Охридски рамковен договор, туку Охридски договор, и тоа веќе го нема 2 години, веќе го не што загрижува. Една Украина со војна, една Молдавија, пола население збори на руски јазик, наоѓаат начин да се мобилизираат околу одредена идеја. Ние го немаме тој капацитет. Тие го немаат тој капацитет и како што се посилни уште повеќе се заробени. Тие не доаѓаат на власт сами по себе, туку некој ги гласа, значи ние немаме капацитет никако држава, никој народ да таа поширока варијанта со народот, гледај, они стално имаат 300.000 гласа, максимум СДСМ што имале 250.000, тоа се тие односи, меѓутоа нивните односи се релации со албанците и одговорност кон тоа, значи тие гласачки тела, сето тоа пропаѓа, сето тоа е на еден мизерен начин, утилитарно, не ги третираат албанците со една мизерна подценетост и ги третираат само како некои кои треба да им заврши нив работа. Тоа до кога ќе трае не знам, меѓутоа не функционира. Најстрекни се ако едните албанци се скарани со другите албанци. И тие ги помагаат послабите албанци за да бидат во конфликт со посилните. Тоа и Груевски со Мендухтачи и Мицковски сега со Влен Вреди, Тето и овој во Чајер. Тој систем не е добар за стабилноста на Македонија, што е најблаго можем да речем. И дека ја става на коцка политиката, па дури и на првите војводи на ВМРО кои Македонија третирале како мултикултурна држава и во првиот македонски устав од 19 век има 4 официјални јазици порадикален на Охридскиот договор. Они се под нивото на, да речеме, разбраната ВМРО историја. Ова се тотално. Ќе му дозволите да влезе во серија на предвремени избори. Види како ВМРО нешто знае да организира, знае да победи на одредени избори. Нема се прашањето е серија на предвремени избори, тој има само една опасност, ако напред предвремени избори во наводници поразот на Али Ахмети да го претвори во победа, бидејќи сепак има 30.000 гласа повеќе. Не знам, меѓутоа прашањето е што со тоа? Што со предвремени избори? Ќе добиеме, да речеме, иста структура. Нема да добиеме по-јака структура, но иста структура ќе добиеме. И што сега? Нов чист мандат? Не, они може да направат предвремени избори само после уставни промени. Ако направат уставни промени, ги стават бугарите внатре, заедно со СДСМ и онда одат на избори да се покријат, да се очистат, значи да немаат проблем на уставни избори, да чист мандат да имаат, без тоа може да има некаква логика. Ама предуставни избори... Ако прифатиме варијантата дека нема да прават уставни измени, велики 50% се шансите и да се велите ако ќе се збогатат. Мене ми се чини дека Мицковски е единствен лидер во Македонија кој во опозиција си има збогатен. Има збогатен. Него не му треба 2 години, он си ги имал тие 2 години. Знаете како не знам, тогаш ќе се седиме како Исус Христос пред наша и нели постанула година по наша ера. Во таква ситуација ќе се седиме васко вака на маси, ќе се мобетиме во ситуација на скапување, ќе се обидуваме да најдеме некакви персонални линии, тие меури на преживување и практично Македонија ќе влезе во сериозна структурална политичка криза на своите темели. Не политичка кој владее, него на своите конституционални темели. Добро, ако тој се враќа чекор по чекор, не знам, специјално е моментел со формирано укинато.
Кичево вратено, Струмица освоена, Карпош освоен и така натаму, значи тој ќе сака се врати 2001 година. Значи кога вие се враќате и ги исправате како историска личност испратена тука, нели, овој црпнат од небо, овој испратен од татко му начело на владата, тој ќе се врати 2001 година. Второ полувреме ќе сака на 2001 година. Која е гаранцијата дека ве велите нема да има албанец? Еве може да остане некој албанец, може да има некоја 2001 година и со помалку албанци еве да победи он во тогаш тој Јосип Брз Тито. Тоа не, тоа значи фактични процес на распаѓање на државата, не значи никакво друго. Тоа ќе биде еден парадокс кога и можеби не е парадокс имено Ефтор, дека со силно ВМРО државата се распаѓа. Тоа може да биде и заклучок. Со најсилно ВМРО државата се распаѓа, тоа може да биде и она што некои паметни луѓе во Македонија го предвидуваат како диаболично сценарио, како не е невозможно, него како веројатно сценарио во ситуација кога тие се најсилни и само посилни и посилни стануваат, не знам што би биле посилни. Таквата варијанта на доведување во криза Македонија е многу реална. Добро, се уште неколку прашања. Секојаш ми било интересно, гледате, комунистичка партија создава олигархија, казните СДСМ нели за транзиција, за приватизација направени со олигарси и така натаму, тајните служби нели се дел на комунистичка Македонија. А ова олигархија и овие тајни служби секојаш многу поблиско со ВМРО функционираат него отколку со СДСМ. Полесно го рушат СДСМ, кои тајни служби? На кои тајни служби? Па овие што се останати нели внатре во Македонија? Внатре во Македонија и тие што се нивни пријателски и плюс тоа олигархијата која во Македонија. Тие секоја се поблиски до ВМРО. Не знам за тајните служби, не мислам дека нашите тајни служби се опште толку силни. Тие се под влијание на повеќе неколку олигархи, односно персонални олигарси. Дури и нивни кадровски решенија се. Така што повеќе е влијанието на некои олигарси тука посилно, отколку што се тоа тајните служби, кои се на влијание овие банки кои се формираат од Србија, влијание во медискиот простор на Унгарија и на Србија и во телекомуникациите. Тие линии се поопасни околу деструктурирање на Македонија. Од друга страна, американците се повлекуваат, не се така присутни ни во албанскиот, ни во македонскиот сектор. Од друга, Србија влегува во еден дестабилизирачки период, ама кој период не се знае како ќе се одрази на влијанието на Русија тамо, политички. Така да ние влегуваме во исклучително фрагилен период регионален. Сами сме со силно ВМРО што зборува за несилна Македонија. Тоа е директно еднакво. Силно ВМРО е еднакво на несилна Македонија, слаба, фрагилна Македонија, подложна на подел во Македонија. Таква е ситуацијата и тоа е, навистина ја немам решение, затоа оставаме отворено на маса како опција како ќе се развива и што може да се случува. Тие покажа во вториот круг на локални избори дека немаат коалицијски капацитет, него зголемија резултатот во Скопје. Сите тие силни коалициони партнери не излегуваат, значи не сака за ВМРО да гласат, значи ВМРО покажува дека има политичка сила намалена за 140.000, но нема коалицијски потенцијал. Па тоа е тој нивен потенцијал кој е доволен очигледно со поддршка, кој ќе трае додека може населението да преживее буквално, кога ќе почне да му паѓа стандардот, ќе почне да паѓа во гласови и ќе почне тогаш да барат, може да би, тогаш коалиции. Јас се обидувам да сум, да речеме, оптимиста, да речеме, да ги предвидам дека може би и порано ќе се обидат да најдат коалиција некаква која ќе ја извлече Македонија во смисла на уставни измени, стартување на европски преговори и потоа ќе видиме заштита на обвинителството и судството од напад на партиите. Тие три елементи, да речеме, се основа на оптимистичката стратегија. Последно прашање. Ние се плашевме од голема Албанија, односно од албански свет, без американците тоа тешко може да биде осварливо, ги нема американците на теренот. И сега имаме конфронтација на српски, на бугарски, а во последно време на турски свет, секоја 6-та или 8-та компанија во Македонија е турска, со турски капитал,
Видовме пред 10 дена во Црна Гора што се случи, тепачки на турски државјани со азербеџански државјани, па реакција на црногорското население и така натаму и така. Тоа е тука, воопште не можеме да ги видиме, нели? Присутни се сите. Прв пат после балкански војни српски и бугарски свет бе на иста или конфронтирачка страна атентатот на Кирил Глигоров кога 95-та година никош не се откри нели дали е српско, дали е бугарско или заедничко влијание кај што тие се извршители на целата таа работа. Вие успеавте тој српски свет да го трните надвор од Македонија. Во најтежок, не мислам само, мислам Киро Глигоров, Бранко Ценеториум, Фрчковски, повлекување на решавање на проблемите со генералите, нивните семејства тука во Република, со оставштината на Југословенската и 96 година признавањето помеѓу тогашна СР Југославија и Република Македонија. Се враќа после 20 години српски свет, бугарскиот свет ни става блокада, не е упатот, не е интеграциите, што е различно од политиката на Глигоров и Желјо Желев. Како да излеземе ние од тој проблем? Па, тоа е тоа што го зборувавме. Сега ти ме поставуваш пак истото прашање. Ние заглавивме со ВМРО-вската политичка елита која се обидува Македонија да ја држи надвор од интеграцијските процеси кои прават некаква внатрешна контрола на збогатувањето на политичките елити, корупцијата, структуралната корупција и начинот на владење го држат некако во рамките на владењето на правото, не волунтаристички прогони. Тие работи овие се обидуваат да ги избегнат. И тоа е држење надвор од истовремено тој период се обидуваат да се збогатат како елита, па сега после тоа што ќе настане, ќе бидеме во нова ситуација, ќе видиме како. Тоа е мислите дека само ВМРО е српски и бугарски свет? Па види, ВМРО е српски свет, не е бугарски свет, да се разбереме, тamo има некои линии кои се пробугарски, но тие се маргинални, не се. ВМРО е чисто српски свет и во таа смисла е најопасен бидејќи ќе не подели. Ако предоминира и културолошки тоа натре. Сега да кажа дека бугарите всушност ни се светат бидејќи нивниот свет заврши во српски раце? Не, бугарите не се способни тоа да го прават. Они се сега посматрачи на таа приказна и делумната реторика што ја прават, тие ги дадоа сите гаранции, дури најтврдите бугари рекоа дека промената на уставот се последни гаранции. Внимавајте, нашиве пак не реагираат ништо со тоа. Значи гаранциите ги добија, сега од друга страна поставуваат нов услов, а тоа е дека македонците треба да влезат во бугарскиот устав. Значи тоа се тераждај. 14 резолуции на Советот за Европа. Тоа е сега следен услов за кој ти дава основа алиби да не го прифатиш до сегашниот. И трет ќе биде бугарите, македонците во собрањето на Турција нели на турска револуција. Не, тоа е толку очигледно, толку простачки очигледно што не држат надвор и што го жртвуваат сопствениот народ, го лишуваат од леп и од пари, индиректно богатејќи се себе, а реторички го стваруваат неговиот сон и многу поштено владеат, гонат некои други криминалци. Зошто инсистират на отварање на досија? Кој инсистирање? Прво има резолуција на Совет на Европа, отварање на досија, кај што во пакет се стават отварањето на досијата и српскиот свет или Македонија како дел на гравитација на српскиот свет. При тоа мислам на отварањето на досија во Белград. Значи тој им е притисокот, нели притисокот и тука, кај што сакат некоја страстност да најдат на служби, на олигархи, на све помеѓу Белград и помеѓу Скопје. Види, околу тоа ја не знам детали за тоа слушам од тебе вака прв пат подиректно. Јас секогаш сум бил за отварање и на досијата во Македонија од секогаш. Не било тоа никаков проблем, бидејќи моментот кога не ги отворивме, ние имавме лустрационен период. Ништо, они ќе најдат. Што во Белград ќе најме, например? Они ќе најдат една мрежа на позиции во Македонија кои не биле, не значи дека тие позиции сега се активни, дека се српски шпиони они. Нема везе, тогаш била култура една, дека не можеш да напредуваш во комунистичкиот период, ако си близок до тие служби и така натака. Па порано во првиот состав парламентарен имаше список од 27 луѓе во парламентот кои биле на еден или друг начин поврзани со претходно служба. Тоа не значи дека сите пратеници од тој тип. Богоевски велеше дека 6 од министрите во вашата експертска влада не значи дека тие биле соработници на КОС. Ама тоа не биле дека ти се активирани соработници. Они се можда биле во тие
линии, може да има такви досија за нив, нешто што правеле некои рапорти дали и така натаму. Тоа после се пасивизира кога се сменуваат политичките ситуации. Тоа е секогаш со сите комунистички земји. Не е тоа ништо страшно. Треба да се има разбирање за тоа и не е ништо, од тоа се направи фама поради илустрацијата. Тоа стана казнена позиција, они мислеа дека ќе најдат кој знае што, они најдоа кај себе повеќе него кај другите. Амаровција, например, такви позиции. Па тоа нешто го мулја. Другите беа власт. Го мулја да го заташкаат и на крај тоа искочи од Советот на Европа означено како лош процес и злоупотреба. Српската црква носител на рускиот свет во Белград и во Србија. Какви улогата на македонската црква? Не знам, македонската црква, барем некои од тие владиците кои се крајно несимпатични, директно се петлјат во политика. Тоа е неприфатливо, тоа е возможно затоа што македонците од една страна во ова независно стана исклучително религиозна популација на еден традиционалистички начин. Да е жива и здрава Света Петка и после тоа прават што сакат. И ова е директно политичко асоцирање околу ставови за тоа како околу името, што со Преспа договорот, што со Бугарија договорот, кои се предавниците внатре. Католичка црква во Хрватска време на Фрањо Туџман, тој модел. Тој модел е толку силен што има фракција во левичарските партии. Сетете се на таа групација во Струмица, беше СДСМ религиозна варијанта која е антихомофобична, античовекови антиправа на жена, што е скандал за социјалдемократите, поголем него скандал за ВМРО-ците. ВМРО-ците се такви сороđenje, ali така се вика, али овој беше проблем за левицата. Така што тоа е еден токсичен момент, но црквата нема некоја преголема улога кај нас, фала Богу, заради незината и историска традиција. Српската црква има сосема други токсични инсталации внатре во српското општество, така да она е многу посилна кога ќе тргне. Нашата е површна, но се уште е во еден дел исклучително конзервативна на еден националистички начин, некои од нив, не сите, но не мислам дека е голем проблем за политиката нашата православна. 1 сат и 21 минута, последно прашање. Атентатот на Егоров е српски, бугарски или руски свет? Па ја недвосмислено мислам дека е тоа српска реакција од кога пропадна последниот обид на понудата на Царинска унија од Милошевиќ на последниот состанок со Киро Глигоров, 2 дена пред атентатот. Киро е одбита и таа линија на врска со скратена Југославија и веднаш по тоа се случи од една страна тоа. Од друга страна не постои друга служба која има такви инсталации кај македонската служба за да може да помогне таков атентат да се изведе. Тоа е само српската служба, не може ни бугарската ни албанската. И трето, тоа се вика страничен доказ. Сите патишта кои мене ме зашетаа во информациите од внатре, водеа надвор од српската служба. Значи имаше албански трак, бугарски трак, српски офицер со бугарскиот трак, ама никако српски трак. Братиславска врска. Братиславска врска, све тоа беше нешто околу главната линија. И сите три моменти, мултигруп. Тоа не е директно, тоа не е докажување, сите три моменти покажуваат на единствена логика и стратешка важност, а тоа е дека е тоа направено од српските служби, поврзани со нивните криминални инсталации и така натаму и така натаму. Јас очекував дека после операцијата Сабја во Србија ќе се отвори тој досие, меѓутоа они го држат или го имаат уништено. Дури министерот за внатрешни работи кој тогаш за време на Џинџич владееше викаше немаме такви информации, празни се досијата од тој облик. Иначе имаше барање од кај нас, да видиме која е таа линија која од Србија таа изфункционирала кон нас. Фала многу. Се најдобро. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Љубомир Фрчковски, траеше некаде 84-85 минути, една нова димензија, нова перспектива на гледање на работите, многу информации беа кажени, се надам дека се допадна ова интервју. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење недела во 22 часот, интересен гостин, не сакам да ги кажувам имињата дека не биде снимено интервјуто, нели, може се што да се случи, значи ново дружење недела 22 часот, тие ако се мембари, ново дружење вторник 22 часот и 30 минути, до вторник и до недела пријатно вечер Македонија, каде и да си.